негативност во тоа да се сака својата татковина и да тоа се манифестира. Затоа постои збор шовинизам кој треба да објасни што е негативното од тоа. Јасно, меѓутоа да се залепат тие зборови еден до друг, национализам, шовинизам и ксенофобија воопшто не држи. А тоа беше сторено. Нарочито на група студенти и средношколци. Да. Сега овие да се сложиме дека бевме 15 луѓе кои што онака беа костурот на тоа. Да, кои се организатори, ајде да кажем. Организациониот одбор. Тие 15 луѓе беа изложени на удар. Прво на медиумите. Второ беа изложени на удар на државните институции. Трето беа изложени на удар на луѓе кои што беа уфрлувани од една, од друга, трета страна. Едноставно, ја не наоѓам оправдување, меѓутоа во таква една ситуација, тоа е висок степен на стрес, да се успее да се остане единствен. И покрај нервозите што ги имавме, се нам дека беше равно на подвиг. Луѓето кои ги носеа паролите, ние потоа на ТВ снимките ги баравме, да видиме кои се баравме, некој да ги препознае. Веќе не ги видовме во протестите. Првите 2-3 дена носеа такви пароли ги снема. А тоа беа паролите Хелсиншкиот комитет да добие документ поднесено тука дека македонската младина во оваа респективна бројка е фашистоидна. Па ние во повеќе наврати овие денови тој комитет исто се огласува со нешто слично кога се протестите на албанците опрашање и осудува зошто се осудувани. Баш за тие пароли сакам да кажам во таа насока, уште тогаш во многу наврати кажавме дека покрај сите оние обиди да не срушат, беа и тие провокации, тие офрлувања. Никогаш не сме напишале нешто такво, никогаш не ни била таква намерата и ние не излеговме за да направиме етнички тензии, меѓуетнички тензии. Пречка беше законот за педагошки факултет, кој што навистина и закон за високо образование, кој го нема. Тоа е тоа. Кое со право го бараме, законот за високо образование е тој што е основниот, што дава основата на универзитетот. Во случајот универзитетот работи беззаконски. Тоа е, мислам, невидено. Нема земја во светот која што така слободно го има пуштено универзитетот, баш она без законска регулатива. А беззаконие па носи можност за грешка и после го фаќа на секоја грешка. Или како што рекол Платон, ако не се лажам, преголемо количество на демократија уводи кон беззаконие. Тоа се случува кај нас, мислам, со право го баравме законот за високо образование, меѓутоа дека ова власт нема сигурно да биде донесен. Токму поради тие нерешени прашања, меѓупартиски, би рекла, не многу погрешно и многу беше зачудувачки. Јас сега морам да кажам и за тоа што, да речеме, овие 2 месеци наназад, пред да почне овој семестар, да речеме, во јавноста идеше, уствари, народот се ставаше во заблуда, велики, се само да започне наставата на педагошки факултет. Наставата на педагошки факултет никогаш не престанала. Тоа беше голема грешка и стварно заблуда. Студентите македонци, студентите од турската националност редовно се следеа и предавања, и вежби, и испити, и се. Тоа што албанските студенти, ете, и јас го употребувам тој збор, студентите од албанското малцинство не доаѓаа на предавања, тоа е нивна желба, барања кои што настојуваат да си ги остварат. И очигледно е дека се додека ова влада е на власт, успеваат во тоа. Затоа што во моментов на факултетов постојат проблеми кои што од минатата година до ова драстично се зголемија и нарасна. Мислам, не сакам да зборувам за албанскиот дел. Еве, да речеме што се случува кај нас. Зборувам за образовната страна, она што се вели квалитет во наставата. Ние сме таму студенти кои што очекуваме да бидеме образувани, да добиеме стручна подготовка на ниво кое што во светот е прифатено. Ако веќе нашата академија прерасна во факултет, и тоа го очекуваме да го добиеме. Во моментов морам да кажам, не можам да не кажам, да речеме тоа дека студентите од албанското малцинство имаат катастрофална настава. Мислам, не сакам да се мешам, ако морам да го кажам. Еве, да речеме, трпиме и ние заради